Потпаролот на СДСМ Богданка Кузевска денеска е гостинка во студиото на Репортер. Со оглед на тоа што таа пред да стане потпарол беше новинар, јас сум сигурна дека ќе имаме супер муабет. Богданка, добре дојде. Добре ве најдов и благодарам на поканата. Драго ми е што ја прифати поканата да бидеш гостинка во студиото на Репортер. Прво те најавив како потпарол на СДСМ, ама пред да бидеш потпарол ти беше новинар. Кога ќе направиш сега разлика помеѓу оваа и другава професија, што е полесно и што е поголем предизвик? Од ова дистанца многу тешко прашање. И многу поприродно ми звучи кога ќе ме најават дека сум била новинар, затоа што еднаш новинар, секогаш новинар, тоа е љубов која што никогаш не згаснува. Но можам да кажам дека еднакво се тешки. Еднакво се тешки, можеби и одговорноста која што се носи во, ако ги споредам двете професии, е поголема од оваа страна сега. Со оглед дека предизвиците се поинакви. Например, еве во моментов ти знаеш што ќе биде твое следно прашање, јас не знам. Значи тука спремаме афирмација на политичките ставови, секако одбрана на ставовите. Од другата страна се потребни одговори, а секако повеќе подготовката е кон напад. Добро рече на почетокот на емисијата еднаш новинар, секогаш новинар. Колку сега како потпарол размислуваш како новинар кога некој од поранешните колеги ќе ти побараат изјава или нешто, нели? Оф рекорд ќе ти се јават, ама знаеш Богданка. Како сега, дали сега размислуваш со пред се имам многу големо разбирање за нив, затоа што знам што очекуваат и знам што им е потребно. И знам како изгледа да не добиваш одговор 6 сати, да го добиеш дури следниот ден, да нема тонско парче во прилог. Настојувам одговорите да бидат дадени што побрзо. Секако за новинарите да имаат материјал и имам една предност, тоа што знам кои се последиците доколку не се добие одговор. Како тече подготовката за пресконференција? Значи од тоа кој се грижи што да облечеш, дали ти сама те бираш облеката до да изгледаш секојаш тип-топ, вежбаш ли дома што да кажеш или во канцеларија сама затворена, знаеш за тоа да звучи добро кога ќе излезеш пред новинарите и воопшто во јавноста? Како изгледа подготовка за една пресконференција? Прво треба да си информиран пред се. Значи мора за темата која што ќе ја презентираш, кои ставовите кои што ги афирмираш на таа пресконференција, мора да си информиран и да си информиран за претпоставени прашања како што ги кажуваме ние. Значи секогаш се подготвуваме, гледаме што е актуелно и значи тоа ми е многу поважна подготовка. Другата ми е поспоредна затоа што сама и гардеробата ја бирам, сама се шминкам, за фризурата само имам кој што сакам, еве затоа што ми кажаа дека Репортер секогаш ја следат твојата емисија и имаш поздрав од нив. Еми Магде би ги издвоила моите фризерки кои што навистина секогаш знаат да ми излезат во пресред, дури и кога нема термин. Но знам и сама и дури тоа да го направам. Мојот стил е минималистички и затоа нема многу работа околу тоа. Например, обожавам, единствено што не правам, обожавам да носам накид, приватно, не го носам кога имам пресконференција. Сега за денеска требаше кога се осмелив со црвениот кармин, можеби требаше и за другото да се осмелам. Ќе знам за следниот пат во следното гостување. Значи гледам да биде повеќе концентрацијата на содржината, да не биде секако на мене, да не се зборува за мојата фризура, да не се зборува за накидот кој го носам, за часовникот, за кошулата. Па кој колку кошта, знаеш, и кој колку чини и тоа. Успеваш ли во тоа да речеме или и некогаш да си сосема наједноставна на пресконференција ќе клизне некој муабет повеќе од она што си планирала дека ќе? За среќа до сега не ми се случило. Мислам дека умешно го носам тоа. Ми се случило со приватна слика. И мислам дека во моментов ја гледаме. Мислам дека гледаме, Токму со оваа фотографија, тогаш работев во 24 вести, бев главен и одговорен уредник. Па беше оваа фотографија дека е малце попровокативна, во смисла дека така ја доживеа луѓето и некои портали сметаа дека ќе биде интересна за јавноста, па ја пренеле. Но до сега во професијата во која што работам не ми се случило, што не значи дека нема да се случи. Како да се биде жена во политиката? Прво ќе те прашам и дали има доволно жени во политиката? Во политиката да се биде жена е многу потешко од да се биде маж. Тоа, вака, јас сметам дека низ годиниве, на овие 30 години колку што сме самостојна држава,
сме имале многу исклучителни жени и тоа на исклучително важни позиции, жени кои што го трасирале патот. Живеам за времето кога ќе биде избран некој затоа што е квалитетен, а не затоа што треба да биде маж или треба да биде жена. Но е поинаку, е потешко, не само во политиката, еве да ги земеме и сите професии, да размислиме, жените се секогаш помалку платени. Тоа е вистината. Она што се уште ни останува како борба и во политиката е да бидеме видени. Затоа што она што го кажува мажот, го кажува само еднаш, на жена и треба можеби тоа и во PR психологијата го кажува дека нешто треба да повториш 7 пати за да го привлечеш вниманието на луѓето. Ние 7 пати треба да го кажуваме тоа не само ради PR, туку и на вистина да бидеме слушнати. Не го зборувам само од лично искуство, генерализирам во овој случај, да не бидам погрешно разбрана. И има друг момент зошто е тоа така. Мажите кога се строги, кога знаат да пресечат нешто, кога ќе викнат, кога ќе повишат тон, тогаш тие се професионалци и добро си ја вршат својата работа и знаат како да ги менаџираат работите. Кога жена тоа ќе го направи, кога ќе викне посебно, тогаш ние сме прво кучки, после сме хистерични, па да не ги кажувам и другите работи, нереализиран љубовен живот или не знам. И прво се тоа треба ние да го поминеме и само не сме да се откажуваме. Тоа е зашто ќе помине и тоа доколку ние имаме цел што сакаме да биде слушнато од нас, ќе се случи доколку не се откажеме. Дали премиерката на Финска има твојата поддршка со сите оние целосно. Јас ми беше целосно, мене ми беше жал што немав такво видео, инаку јас би го постирала, целосно. И тоа е многу добар пример, Сандра, што го кажа, затоа што ако земеме предвид колку скандали поврзани со многу звучни функционери, познати имиња на светска сцена и европска сцена, на политичка сцена, поминале така, а ова толку долго траеше, со толку осуди, тоа само зборува дека имаме уште работа. Ја споменав премиерката на Финска како пример, при тоа морам да кажам дека имаше фантастичен танц жена. Да, точно. И супер забава. И изгледа прилично модерно и секси. Ти го постави прашањето околу жените во политиката заради сите оние приказни околу говорот на омраза. Колку често ти се соочуваш со невкусни коментари кои што ги читаш за себе по социјалните мрежи, колку те погодува тоа, како реагираш на тоа и дали некогаш се случило да добиеш коментари со држина на закана, па да се плашиш лично за себе и дали комотно шеташ по лице? Сега во овој момент, во овој период научив да се носам со тоа. Помалку да ги читам и да ги игнорирам, но никогаш не се помирив со тоа. Не сум рамнодушна. Мене прво ми беше крајно изненадувачки колку коментари полни со омраза, колку омраза има во некој човек да напише такво нешто. Ми се случувало еве и коментарите како коментари на социјалните мрежи, но често добивам приватни пораки кои што стигнуваат во 2 часот наутро. Пораки со кај ќе те сретнам, ќе те снајде тоа, предавничке, кукавицо и лажни профили се најчесто, но има и кои што не се со лажни профили. Она што ме теши е дека знам дека луѓето кои што сакат нешто да ти направат нема да ти најават. Но на вистина пак ќе кажам, запрепастена сум колку е раширен говорот на омраза. Само затоа што некој има поинаков политички став и само затоа што некој си работи работата професионално. Тоа е гревот на човекот кој што ги прима овие закани и пораки. Какво е чувството кога ќе прочиташ заканувачка порака? Непријатно. Ја тоа сум гледала на филм, реално, не сум го доживеала така, непријатно, многу непријатно. Имаше ситуација, не реагира воопшто на ниту еден коментар, се додека имаше еден профил кој што ги сподели моите деца. Па зборуваше како имаше напишано дека се деца кои што се вомбрачни и слично. Тука ме погоди многу, тогаш реагирав, побарав дури институционално да се реши проблемот, затоа што сметам дека без разлика на дали е
обичен граѓанин никогаш не ми звучало убаво, дали е само наблюдувач на целата ситуација, треба секој да се соочи со последиците од тоа што го прави. Непријатно чувство во секој случај, посебно најмногу ме погодува кога тоа ќе го прочитала мајка ми, го прочитале сопругот, татко ми, децата ми се мали, гледам да ги заштитам од тоа, но веќе големиот чита и понекогаш се случува да слушне, па треба да им објаснувам. Тој момент ми е многу понепријатен отколку сама јас индивидуално. Ви ги спомна децата и ќе го свртам на тему муабетот, колкава разлика ти се децата? Да, Дарин и Стефан, Дарин и Стефан Два сина. Така, да, два сина, 2,5 години се разлика. Стефан сега за 2 месеци ќе полни 5 години, Дарин има 7 во април, 8 години, веќе второ одделение. И така тие се смислата на животот. Знаат ли што работиш така? Знаат твојата... Не. Не? Не. Вака да видат на телевизија некогаш? Ме виделе на вести. Прво им објаснувам, тие се свесни дека мојата работа е поврзана со телевизија и со камера, но не се свесни каде работам и што поголемиот син може веќе тоа да го разбере, но ние дома не гледаме вести кога се тие тука. Воопшто, ниту дебатни емисии. Јас откако ќе ги заспиам, тогаш уклучувам, гледам да тоа што сум го пропуштила да го надокнадам и не ги оптоварувам со тоа. Воопшто. Пресериозно е за да им го објаснувам сега. Колку успеваш тогаш да не ја носиш работата дома? Велиш не гледаме телевизија, ама не верувам дека секогаш кога ќе дојдеш дома па си убаво расположена, сигурно некогаш ти се случува да си нервозна, мораш да го прекриеш тоа од нив, тоа е едно, и од друга страна како успеваш и како мајка, ама како потпарол на политичка партија да постигнеш на двете места, да ги изменаџираш двете работи. Тешко. Тешко? По соглед на тоа што мала разлика? Тешко, многу тешко. Многу тешко. Работата ја носам дома. Да не биде клише дека ја оставам, затварам вратата, влегувам и не. Значи, да, се случило и да дојдам и вознемирена, да не бидам расположена. Значи, сепак ние сме луѓе. Така. И не можеме, значи не сме машини, кога ќе влеземе да роботи сега да ја затворам вратата и јас одма ќе ставам насмевка, се случува, ми е често се случува да ми е многу криво што сум била така помалку толерантна или сум била нервозна во тој момент. Па ќе се сега секи се или почека или гледаш дека му кажуваш чекај не сега и тој момент после ме боли кога ќе заспијат, велам па што може друго да почека, а тие не. Добро, во целата таа машинерија околу децата и околу работата, колку успеваш да најдеш време за себе, колку успеваш време да најдеш во кујната, дали готвиш, дали си од оние жени што готват манџи, домакинки или јадете по ресторани? Јадеме, нарачуваме. Јадеме, нарачуваме, значи најчесто од среќа живееме тука во аеродром, сме блиску, ни се кафанчињата, да не правам реклама сега, околу, па често знаеме и тука да седнеме кога е убаво времето и за децата, но кога би била дома почесто, сигурно дека би готвела. Знам да готвам и тоа многу вкусно, морам да кажам денес тоа да знам да готвам, некако оправдување, него тоа од мала сум го научила, мојата мајка ме научила. И тоа убаво, и тоа македонски убави јадења, мусака, полнети пиперки, баш такви, а децата и тестенините многу ги сакаат, па ме бива за тие лазањи. Најбрзи се, И се вадам на тоа, викам, нели ви ова најубавото јадење, па гледаш мама како знае да го направи убаво, се извинувам. И тоа ми е, да речам, би сакала, уживам во кујна, е време за себе, но би излажала ако кажам дека често го правам тоа, не го правам често. Повеќе така, ќе нарачаме храна, сопругот летува, тој знае многу исто убаво да готви, така да се балансирам. Сопругот готви? Готви многу убаво, поубаво од мене. Да, многу убаво. Каков комплимент. Неговата храна децата ја сакаат многу повеќе. Најчесто готви? Исто и тој. Дури можам да одам од тоа, значи од доручек една убава проја до да се заврши со гибаница за вечера за децата или за следниот ден. Значи сакате Вистината е тоа, Така, кога го спомна сопругот Горан, прво што ќе те прашам, а претходно и спомна, ме погодија коментарите за децата дека биле бомбрачни и слично. Колку време сте заедни? Всушност вие не сте во формален брак, не сте венчани, односно немате склучено граѓански брак, ја да не ги спомешам работиве. Зошто е тоа така?
Да почнем од да, почетокот, поред, да, зошто живееме 10 години заедно. Зошто е тоа така? Одлука. Така. Одлука која што не си ја кажал со збор. Него едноставно со текот на животот, ете така, во заедничкото живење, се случило да не дојдеме до тој момент, затоа, ама да, сме донеле одлуки цврсти дека сакаме да имаме деца, како за првото, така за второто дете. Сме стигнале до веридба, значи сме имале супер журка за веридба. Имаше едни фотографии во црно-бел фустан кај што си тука сум старосватица на свадба. Добро, извините, па тука имаше шали, ајде сега да ве венчаме додека сте тука. Ни се случило некогаш во неговиот роден град во Србија да онака од по летна гардероба, опуштени на се, ај не овој момент. Значи не дека не се зборувало на темата, но сме сватиле дека навистина не менува ништо. Не менува ништо. Так. Чувствата, емоциите, обврските, предизвиците, среќата и љубовта не се напишани на хартијата, само правата и обврските, толку. Сакам сега да прашам колку веруваш во тој концепт дека парчето хартија, бракот потпишан на хартија е вреден повеќе од ова или не, од да живееш заедно, да не мораш да се венчаш. Види, Сандра, јас сега со оглед дека многу луѓе склучуваат таков брак, имам почит кон таа хартија. Значи, сепак е момент каде што двајца се обврзуваат дека ќе се бидат како да кажам наклонети еден кон друг, дека се сакаат и се тоа. Значи е чин кој што ги врзува двајца луѓе. Но навистина не верувам дека е потврда за нешто посигурно. Добро, што велат твоите родители, неговите, како реагира околината еве на моите исто така имаат склучено брак, граѓански. Не, малку вака граѓански, родени сме, еве тоа знам дека живееме во традиционално општество, одма да ја расчистам дилемата, ние сме родени во брак. Јас и мојот брат. Не сме, но без многу помпа е направена нивната свадба и нивното склучување на брак, без тие многу церемонии дури во тоа време. Моите се опуштени, многу ме поддржуваат во тоа. Никогаш не ми направиле притисок. Да бидам искрена, значи ова не е никакво претерување, никогаш не ми направиле притисок. Затоа што види, ние кога ќе сме со сопругот, некаде и кога се представуваме, кажуваме ова е мојот сопруг, ова е мојата сопруга. И ете затоа стои неформален брак. Сепак е тоа брак. Некој ќе каже: ама вас ви е полесно." Мислам, во што е полесно? Имаш две деца, така, што е полесно? Дека некој, ако кажат, мене потешко ми е да се разведам или потешко ми е за децата, исто е, обврските се исти. И самата држава и со законите обврзува како родител кон децата. Значи се е исто. Не менува многу. Добро, ама претпоставувам дека во иднина ако запнат децава, да речеме, ме прашуваат ли децата или уште се мали, сега па не знаат, не значи ништо, ама не знам, за неколку години ако запнат децата, претпоставувам дека можуваат вегаски се венчат. Така, нели? Така. Па како сме трнале, значи поголемиот син, пошто веќе знае дечко девојка, беше фасциниран кога слушна, тоа му беше толку кул, како што кажа тој, дека ние сме дечко и девојка. Така. Да. И вика, јас сакам да имам девојка како тебе, и веќе му стануваат јасни тие работи, но не е свесен што значи брак, што значи граѓански брак. Но велат родителите сака да им ги исполнуваат сите желби на децата. Јас велам, ако се умни, можеби ќе се исполнат. Никогаш не вели никогаш, да, така. Добро, Богданка, Кузевска е всушност твоето моминско презиме. Кога би се венчала со супругот, дали ќе го земеш неговото презиме, сега ја како матичарот, или ќе останеш со своето? Така да подпишам сега, да. Не би го се. Требаше ти валиме на листа. Требаше тука, да. Па дали уште сокриен да беше од некаде. Не би го додала. И тоа беше и на самиот почеток, затоа што јас си работев и како новинар, веќе името Богданка Кузевска. И се шпанско да биде Богданка Кузевска, Миловановски, значи не би го додала. Супругот е од Србија и е музичар? Музичар, да. Друга професија, музичар му е хоби, ама мислам свири на гитара или на време. Сега јас свири гитара, да. И како изгледа дома, знаеш, често за свири на гитара, па вие сте да пеете. Многу често децата, Дарин пее од 2 години, поголемиот син, значи многу сака музика.
Свири дома, да, си свират. Готви свири, ти си го имаш Јас твоето си пеам. презиме, па не си Јас толку си строга пеам, како што да. личиш на Не, пресконференција, ти си пееш, Тоа да, сакам, се супер, јас- да. да. Како се запознавте? На свирка. На свирка, ето. Во град, да, на свирка во град, да, така почна комуникацијата. Така. А тој зборуваше српски, она што му остави впечаток е дека за разлика вели од други никогаш не ми одговори на српски. Јас секогаш си зборував македонски, да. така. Па велам ако нешто не е јасно, ќе ме прашаш и тогаш ќе ти преведам, а вака. Или ќе повторам два пати, па Ќе повторам два пати, така. Добро, дома како зборувате, децата како зборуваат? Децата зборуваат и српски и македонски јазик. И тоа со така добро што викам јас прешалтување. Ако ми се обраќа мене, двата сина, ако ми се обраќаат мене на македонски, во истиот момент ако имаат потреба нешто од татко им зборуваат српски и англискиот го зборуваат убаво. А И ти? да, Чисто крвна ендемска македонка, што би рекле во преспод. така е точно. Минопозаленски Точно е, да, тоа ми така е, така. доделите реплики. Чисто крвна, да, јас ми, да. Ама Добро. сум го извежбала, да, српскиот Така. сега со нив, да. Спомна традиционално општество и се тука ми се наметна Да. прашањето околу твоето име Богданка, кое што е исто така Традиционално. Традиционално, да, после последно време се повеќе некои модерни имиња, ретко сретнуваме имиња кои што се традиционални по Да. крстена си по некоја баба, по дедо, по кого? По баба ми, на мојот татко, мајка, така. која што за жал не сум ја запознала, починала млада. Инаку планот бил јас да се викам Даниела, брат ми е Даниел, постар од мене. И мајката, значи мојата прабаба, ја замолила мојата мајка кога била бремена на мене да ја го даде името, значи на мојата баба да бидам крстена по неа и да признам, Сандра, на самиот вака како помала, многу бев лута, значи воопшто не сакав да ме викаат Богданка, не се вртев на тоа име, па ми смислува имиња, од тука ми се, зато секој ме различно веќе на моите пријатели Боби ме викаат, тоа мајка ми еве дали ти е пократко Боби. Па јас сум сакала да се викам Холандија, од вести нешто сигурно сум слушнала за земјата. Холандија или Сања или Наташа, тие биле тогаш Сите модерни имиња, Зошто- само не Богданка. Точно, само не Богданка. И после, како што созрев, многу го сакам името и горда сум на А и ти него. одговара со презимето, морам да ти кажам, немој да го менјаш. Да, немој да го менјаш презимето. Презимето, да, така, да. И сакав да кажам, знаете, слушавме нели песни каде што за други имиња, најчести кои што беа тока Еми, Сања, останато. И мора да смислуваат моите дека има песни за мене, па бело дугме дате Бог до не волим, ми кажува дека е за мене. Викам, а јас верував дека е тоа така, додека сватив дека дате Бог до не волим е сосема нешто друго. И на Тома Здравковиќ Данка, па ми кажува било многу долго, па ти еве го скратиле зашто не можеле Богданка. Така ме тешеа подолго време, но како што кажав сега многу сум благодарна што ми го Добро, даде кој ќе името. требаше да се представиш во друштво или кој се допаѓаше некој дечко, да речеме во оној период на адолесценција, си Да. имала тогаш проблем со представувањето, Потивко, потивко. Потивко, Богданка, молам ме, што треба сега два пати да ме прашува? Ај сега ќе ме раскочиш во емисијава, зимево, неме. Добро, тука сега да те праша по колибето за да ми отиде натаму мојот нека твоја родна Струга. Така, родена да, си во да, Струга. да. Кога Богданка дојде во Скопје, што те врзува за Струга? Дали се твоите таму и дали често одиш во Струга? Да, моите живеат во Струга, живеат и мојот брат живее во Струга, моите родители. Внуци имам од мојот брат возраст по 18 и 22 години веќе. Дојдов во Скопје сум 22 години. Така. Веќе сум престанала и да бројам. Мислам дека повеќе време сум во Скопје отколку во Струга. Одев многу често, сега се помалку одам, затоа што врските колку што ми дозволуваат, инаку тоа ми е картчето каде што навистина се смирувам. Значи, за мене одмор, веќе јас престанав да размислувам дека може би е некое море, некоја планина. За мене одмор е мојата мајка, значи да ја видам убаво. Татко ми, да си го видам семејството, да видам во Струга, да го видам местото каде што сум пораснала и тоа ми е најубавиот одмор. Добро, имаш ли некој посебно место каде што кога одиш во Струга, одиш исклучиво таму? Галеб, плажата, тоа позната е како пливалиште. Инаку Галеб беше многу убава плажа каде што навистина се одеше на плажа, блиску е до Дримот, тука е, знаете, познатата брана во Струга. И Радошта,
или вадишта. Така, Тие радоштана три. риба. Радождана риба, обавезно, да. А на пливање, дали си ти од оние стружани кои што ќе научат, кои ќе се испливаат во Дрим, може да се кажат дека Да. во сите води може Во да сите плива можеш да. таму. И тој е чиста вистина. така? Освен Дунав кој не го пробал. Се стружани од Дунав, не прете. Не, да, добро, слушалам. мојот сопруг е роден во Кладово, тоа Така. е значи на сороманска граница Ѓердап хидроцентралата, кој што е најтесен, најширок Дунав сме учеле тоа. Таму сум се бањала во Дунав, предизвике, морам да Така? кажам. Да, точно затоа реков кој не пробал. Но во Струга не можам ни да се сетам искрено кога сум почнала да пливам. Така. Ама знам дека од многу мала, 3-4 години, како сите деца, сум растела со веслачко, кајакарско, пливање, многу активно, значи, детство. И секако во Дримот, ние кога сме имале 14-15 години, не сме одели на езеро, значи, да, секако. Ладна водата, ладна. Ладна е, не си ја пробала. Не, следен ја не пат- сум пливала во Дрим. Не, следен пат со мене мора. Со тебе, да. Да, и јас бидејќи долги години не сум го направила тоа, двете Таман заедно. предизвик. Ете, да. А пливањето во Дунав? Веќе го спомна? Да, па побрзо. Побрзо. Побрзоите. Побрзо некако да. Побрзо, Так. побрзо, попредизвикувачки, побрзо, да. И поширок се тоа, да. Добро, знаеш ли некој струшки рецепт, нешто кога ќе отидеш таму, што најчесто ти готви мајка ти, кој е мирисот на твоето детство кога ја спомнуваме веќе, кога зборуваме веќе за Струга? Леле, мајка ми прави многу убави пити. Знаеш. Да, и тоа сакам секогаш да, и тоа ги прави толку брзо и жал ми е што тоа не сум го научила. така. И тоа и барам да ми направи и некој исто сите тие македонски јадења. Ѓомлезе, ама тоа е и охридско и струшко, добро татко ми потекло од охридската страна. Па како тоа еден охриѓанец и стружанка уствари функционираат? Ама во подобра средина дојде, морам да признам, во Струга. Значи ти пожора кај Струга влечеш. Повеќе влечам. Иако Светинаум е едно од најубавите места, морам да признам. Охрид ми е многу убав град. Сега ова како на шала може да се насмееме, но на вистина е преубав град. Но Струга ми е секако подрага. И тоа ѓомлезе, и што исто не знам да го правам, ама ми е едно од повкусните јадења кога одам таму, бидејќи се продава и во чаршија и кај моите тетки ќе го најдам и така да тоа ми е убавата храна. Сакам се малку те прашам околу новинарството, некаде пред крај на емисијата. Кога беше новинар и во пишан медиум, во Шпици во Време, во 24, во Канал 5, сега поправиме ако негде грешам, главен одговорен уредник беше на вестите во 24. Прво, зошто замина од новинарството и сега кога гледаш од оваа дистанца, каде ти беше полесно, каде се наоѓаш себе си повеќе во пишаниот медиум или во телевизијата? Во телевизијата, затоа што јас од 13 години почнав да работам со електронски медиуми, ама радио. И тоа толку многу слушав радио, мајка ми го слушаше навечер македонско радио и јас сите оние и драми, радиодрами, поезија, контактни емисии кои што беа многу едукативни во тоа време, мајка ми така чистеше навечер, така ќе си ја подсредуваше куќата со музика постојано, убава музика и со така квалитетна радиопрограма. И во училиште имавме новинарска секција и некако испадна да водам емисија и јас од тогаш не излегов од радио, дури кога дојдов во Скопје, работев во скопските радиа и државно се. Во Антена, Фортуна сум работела на утроинските програми. Она што телевизијата секако, но како се откажав од новинарството, искрено сплетна околности беше. Никогаш јас не би му завртила грб на новинарството. Беше потурбулентно време, не би ја обременувала емисијата твоја, која што е толку убава и релаксирачка, со политичките зменувања во тоа време кога работев јас, но донесов одлука дека едноставно сметав дека новинарството треба да служи како коректив, дека не треба да бидеме како пенкало во нечии раце и така одлучив да се повлечам. Нема веќе да те прашам дали повторно ќе се вратиш на новинарството, пошто низ мојабетот неколку пати кажа еднаш новинар, секогаш новинар. За крај само ќе те прашам, со кого повеќе се слагаше, со Доран Заев или со Димитар Ковачевски сега? Со кого повеќе се согласува? Се согласуваше, да. Како полесно за работи. Да, така. Убаво прашање. Ова е многу интересно прашање. Супер е да се работи со двајцата. Одлично искуство
работата со претходниот председател Зоран Заев, одлично искуство со председателот Димитар Ковачевски. Како што сме сите различни се и тие, но како што кажав, целите се исти, а нашето е да следиме она што треба да си го сработиме, така да не би можела да одвојам. Не би можела да одвојам. Значи лаконски ми одговори се. Дипломатски. Дипломатски ми одговори. Богданка, ти благодарам што беше гостинка во студиото на репортерите, благодарам за бавиот разговор. Ти благодарам, Сандра, на поканата и ви посакувам и натаму успех. Благодарам.